Почитувани гледачи, добар ден. Ние продолжуваме со представувањето на кандидатите за престојните локални избори. Тука со нас во студиото е Антонио Димитров, кандидат за градоначалник на општина Карпуш од редовите на Левица. Добар ден. Добар ден. Мисламе прв пат во нашето студио да биде. Прв пат, Добра, се извинуваме. Имало сигурно прилики до сега, но апсолутно имало, ама културата помалку ви интересира. Требаше за градоначалник да се кандидира. Општо како нација помалку ни интересира културата. Да, жалосно е тоа. Ние реагираме. Жалосно е, затоа сега јас ветив првото прашање ќе биде поврзано со културата, а не со другите работи. Обично нели прво ги прашуваме што вие ветувате за паркинг места и за нели хигиената, ај прво ќе зборуваме за културата. Што вие би промениле во културниот живот на Карпошани? Па Карпош е општина која што има сериозен потенцијал, посебно од аспект на културата и спортот и младите, меѓутоа кој што не е искористен. Но оваа програма генерално е заснована на повеќе на реконструкција и репарирање на постоечката инфраструктура отколку на нови градби. Мислам дека е доволно. Во изминатите мандати се отиде нели јако со градење згради претежно на државно земјиште, меѓутоа идејата наша преку оваа програма е да одиме повеќе кон некаква реконструкција на она што е изградено уште во социјализмот. Порано во секоја општина имало културен центар. Кино, имало и во Влае, и во Ѓорче, и во Гази Баба, Кисела вода, Карпош, каде не. Сето тоа е или приватизирано, или руинирано, зошто да не ги вратиме тој концепт на културни центри во секоја општина, како што било замислено некогаш. Скопје е европски град на културата за 2 години од сега. Тоа е во технички термини утре. Затоа што вие додека министерот за култура пред известно време кога отвара некој културен центар во аеродром, вети 10, 11, 12 и самиот не знае колку кажа, нови културни центри дека ќе се изградат. Тоа е технички невозможно. Колку трае една јавна набавка, па додека тоа се изгради, па технички прием, па додека го опремите, па додека направите програма, вработени. Тоа за 2 години е невозможно. А ние зборуваме за тоа што не очекува, нели, за 2 години не очекува. За 2 години од сега. Од друга страна, никој од вас не бара да изградите нови културни центри. Зашто го ветувате тоа, кога знаете дека не може да се реализира? Значи, може да се оди кон реконструирање на веќе постоечката инфраструктура, која што може со многу малку пари да се адаптира. Јас тоа го знам, лично. Еве, на пример, КИД за колку пари може да се доведе во солидна состојба од аспект на некои ситни капитални инвестиции, фасада, вработени, програма, тоа се многу малце пари кои што ги има. Јас знам од Совет на град, знам дека ги има тие пари и плюс од Европски град на култура. И Карпош е во Скопје, така. Еве го Кочерацин, пропаѓа. Златен културен центар, дом на градежници, од другата страна имате средна школа. Место да врие од настане, тој се распаѓа, директорот си е директор сам на себе. Нема вработени. Зошто да бидат запуштени тие објекти? Во Карпош го има на познато домче, или изградено во бруталистичка архитектура, треба да се решат некои имотно-правни односи и тоа да се доведе во некаква состојба да може да се користи. Во Карпош нема културен центар. Зошто да нема? Функционален, така? Не, распаднато е. Не, ништо нема такво нешто, све се некои приватни објекти и културата е многу малку застапена. Сега збориме за нешто што постои како потенцијал. Во Карпош ви се наоѓа римскиот аквадукт, кој што е депонија. Никој не сака да се бави со него. И уште Стефоска, министерката за култура, ветуваше ќе направиме ова, ќе направиме ништо. Во Карпош го имате античкиот град Скупи. Исто, тараби, ништо не се случува. Во Карпош го имате Нереси. Во светската наука признаено
збориме за црквата Свети Пантелеймон. Во светската наука признаено како Ренесанса пред Ренесансата. Збориме за нулта точка на Ренесанса. Да, за фреската оплакување на Христос, која што е насликана пред фреската... Два века пред Ренесансата. Пред истоимената фреска на Джотово Падоа. Значи, имаме таков потенцијал и тоа не се користи. Не знам дали знаете дека и врвот Крстор половодно се наоѓа под општина Карпаш. Тие патеки не се популаризирани од страната на нерези, повеќе се оди нели од водњанска, од полициска. Тоа од аспект на зелени површини и спорт. Во општина Карпаш се наоѓа и карпата која што се користи, не се користи, скейт паркот е руиниран, лето одиме со дете, руинира. Тоа се 500 евра инвестиција за Медијапан, без разлика под чија ингеренција, дали е град Скопје, дали е министерство, ирелевантно, се наоѓа во општина Карпаш, зошто да не го искористиме тоа? Овој адреналинскиот парк е тука, Зајчев рид, тоа е депонија, отидов таму да видам што е, таму навечер одат веројатно со коли, тоа е отпад, тука да се направи некаков парк по примерот, да се култивира по примерот на Гази Баба, нели? Добро, да, но има Карпуш и други проблеми, иако да кажеме вака едно од најсредините скопски населби. Па да, не бутилно е Гази Баба, тоа мора да го признаеме. Не е центар, не е кисела вода, да. Така. И да кажеме едно од најсредините населби, но има голем проблем со огромен проток на луѓе, на автомобили во текот на денот, кои реално немаат каде да се паркираат, немаат каде да возат. Тоа има ли решение за тоа? Тоа е последица на претераната урбанизација. Сега да речеме во една барака, збориме за оние фински бараки во Козле или во Тафталиџе, каде што во една барака живееле две фамилии, нели Лепенка се тие, живееле две фамилии. Дозволено е нели да се гради на пола барака една зградичка, ги викаат А1, нели, подкровје приземје и 2 спрата, тука се 8 стана. И во другата половина имате уште 8 стана. Секоја фамилија да има 1 до 2 коли, тие се паркираат по тротоарите. Вие на Миле Попјорданов, на Џумајска, на Стогово, на Милан Марковиќ не можете да поминете ни пешки, а не па со кола. Тоа е патот кој што води кон градинката, кон Влао Тасевски, основното училиште, тука деца не може да одат по тротоар. Тоа е страшно тука што се случува. Во Тафталиџе истото се случува. Решение е или да не се гради, што е више доволно, или некаков еднонасочен режим на сообраќај, монтажни паркинзи, тоа го имаме предвидено во програмата. Оние паркинзи што, тоест гаражи што се веќе постоечки и во Карпаш 1, 2 и тука кај Влао Тасевски подземните кои што не се ни користат затоа што се запуштени, се користат не знам за депонија, остава, зимница, но не и за паркинг, да. Но не и за паркинг. Сега, рековте дека едно од решенијата нели да се справиме со хаосот во Карпош е да престане да се гради. Можно ли е општината да има извори за приход, а при тоа нели да не ги издава тие дозволи за градби, да не зима пари од она што е предвидено нели како давачки за општината кои ги плаќаат инвеститорите? Па имате грантови, имате кредити, имате даноци. Па буџетот на општината и не е така мал. Прилично е сериозен. Така што сметам дека оваа програма која што ние ја предлагаме, која што не е со некакви нови градби, со градење на нова инфраструктура, мислам дека е реализирлива за овие 4 години, барем во поголемиот дел. Така што мислам дека е доволно од тоа продавање на државно земјиште и ослонување само на тоа како некаков извор на пари од комунали или тие влегуваат во општината.
најголемиот дел и многумина ќе ви каже дека тоа на некои општини е дури 85% од буџетите на тие општини. Тоа е премногу, можеби затоа се гради толку многу. Па можеби и не, можеби и други се причините, не сакам сега да навлегувам пошто нема ни толку време, меѓутоа мислам дека е доволно. Пак ќе потенцираме. На Карпаш му е доволно. Пак ќе потенцираме. Јас се сеќам, пошто сум цел живот нели тука, јас се сеќам дека тоа било прилично релаксирана општина од тој аспект. Имало зелени површини, била градена плански во времето кога се градела, затоа што тоа во 60-тите биле ниви. И Карпаш 3, и тука од Козле. Меѓутоа, последните 15-20 години тоа стана страшно колку е урбанизирано. Јури Гагарин, тука од Народен фронт па се до прекинот кај Македонска куќа, тоа беше сервисна улица, се паркираа коли, реално немаше толку промет. Сега тука е страшно. Колку е прометно, стана бетер од Гологанов. Да. Така што тој дел стана толку интензивен баш од Министерството за економија, од Народен фронт, од Рузвелтова, па се стана прилично страшно. И мислам дека е доволно од приватни згради, оние големи блокови од типот на Настел, од Рубикон сега што се гради, од тоа кај пожарната зградата, тука ти е треска, сега се најава дека Лумина ќе се гради, така што притиснати сме од сите страни. Овие Импексел, огромни блокови каде што се све нови фамилии, кои што и маливе зградички исто така не се за игнорирање, колку и да се мали, нели, нонстоп се градат на тие фински бараки. Тоа се све нови фамилии на истата инфраструктура, на истите улици, на истата канализација, на истиот водовод, на истите градинки и на истите основни училишта. Треба да фаќаш врски за да запишеш дете по градинка. Дали е тоа нормално? Во сите општини Скопски. Доколку ги гледате, да, апсолутно. Меѓутоа, доколку ги гледате дебатите од пред 4 години, биле ветувани градинки, паркинзи, сега се ветуваат истите работи. Зошто? Па веројатно затоа што не се реализирани програмите од пред 4 години. Зошто се кандидираат истите кандидати? Две градинки пред 4 години, сега имате потреба што 4 нови, бидејќи се изградиле 20 нови згради. Па знаете ли колку станови има, колку фамилии се тоа у тие огромни блокови меѓу Гагарин и не меѓу Гологанов и Прашка? Тоа се цели градови од Источна Македонија да ги доселите тука. Тоа е цел град. Значи, доколку градите вие цел град тука, потребна е амбуланта, потребна е пошта, потребна е школа, потребни се градинки, све што има во еден град. Еден град каде што живеат еднаков број на луѓе или еквивалентен на тоа. Добро, сега едно прашање кој на сите градоначалници им го поставуваме, а реално не може никој сам да го реши, тоа е проблемот со загадувањето. Да. Што да правиме тука? Сите се труеме и сите ми велат, па не е тоа моја надлежност. А кој е надлежен да не труе? Па да, генерално некои од работиве не се во ингеренции или не можеш сам да ги решиш. Тоа е факт. Затоа што проблемот не е само на Скопје не може се да реши, му треба подршка од државата. Да. Некои работи се во ингеренција на Министерството за животна средина, инспекторати и малку е тешко тоа да се. Да. А што може градоначалник да направи? Да изчисти општината? Може депонии да изчисти, да ги лоцира и да ги изчисти. Кој што кај нас ги има, не дека ги нема тука околу Злокуќани, па ги има. Околу Борис Трајковски, околу Злокуќани, не е дека ги нема, да ги лоцира. Потоа да го реши оно кој што е во негова ингеренција. Да се стимулира, да речеме, возење на велосипед, да се избегнуваат автомобили. Што е можеби најбенигна работа, меѓутоа велосипедска инфраструктура е едно од решенијата. Потоа да се стимулира приклучување на централно грејење, што во Карпаш уште не е во сите делови. Овој јужниот дел се уште не е. Голем дел од бараките се греат на нешто што не е дрво и гледаш од која барака што чади. Тоа се
некои брикети кои што се на не знам, со лепак, со лакови, не мириса на дрво, нели? И ги гледаш кои куќи како чал. Да, во тие делови од улиците мириса повеќе отколку што мириса нека што се на централно. И тоа е едно од решенија да се стимулира. Каде што е поурбанизирано, каде што се згради Да, каде што се на централно грејење просто. Тоа е исто така. А зашто не се приклучени тие? Не сакаат или не им дале? Или било скапо? Па да, не е баш ефтино. Тоа се неколку илјади евра да се приклучиш ти на и некои делови од улиците не се на централно грејење. Стимулирање на инвертери. Што би направиле тука, би стимулирале? Да, стимулирање на купување на инвертер клими, субвенции за велосипеди и така натаму. Има многу луѓе купија инвертер клими, па после поскапеа струјата, не е тоа баш така. Секако. Не е еднодимензионален проблем. Не е еднодимензионален се. Апсолутно, меѓутоа разговараме за некакви решенија кои што се во наша ингеренција. Затоа збориме и за повеќе зелени површини, за повеќе паркови, за кампањи. Има ли место каде се прават тие паркови? Па има, доколку не се продаде тоа државно земјиште, има, еве позади овој спроти Сити Мол, спроти овој малиот трговски центар каде што е канцеларијата на Лео Карпаш на левица, има еден плац кој што сега се дискутира дека е веќе продаден на државно земјиште. Тоа зјаело така, зошто да не се направи некаков парк, некаков тоа беше една диво порастата трева, ако не се Па да, се уште е. Да, се уште е, да. Се уште е до на горење зграда. До горење зградата, да. И тоа е сега што би можело таму да се изгради, а да не изгради. Зграда? Зграда за живење. Зграда и тоа сериозно висока. Добро, тоа до Сити Мол тоа би имало и висока вредност. Па да, и тоа токму тоа е проблемот. Настел ќе продолжи зградава, нели? Тоа да важи, да. Тоа е на 8 септември. Ќе оди кон Братфордска, нели, кон Гологанов. Таа исто така во план да се гради. Не е дека нема простори. Тоа се мини просторчиња позади некоја зграда, нели, кога се правело плански, тие биле предвидени и тие постоеле. Еве, Гагарин згради, Попјорданов Гагарин, меѓу секоја зграда има детско игралиште со паркче со детско игралиште. Тоа може да се уреди, нели? Тие си постојат. Тука не може ни да се гради, фала Богу, нели, дека некој не му притекне и таква некоја сулуда идеја, што е многу можно. Еве, све се користи да се продаде, све се користи да се изгради некаква зграда. Кој можеше да замисли дека тука пред пожарната ќе се изгради толкава зграда. Тука беа некои руинирани објекти, некои перални за коли, некои сервиси, нешто такво. Сега од алумина натаму се е предвидено, до Импексел се е предвидено да се гради. Веќе се гради, нели, по Прашка, меѓу Прашка и еден од кандидатите за градоначалник на град Скопје, туку во овој студио откри дека инвеститорите ги нарачувале плановите за градба. Може би затоа, нели? Да. Некој сака да гради и ќе нарача нов план, тогаш, нели? Веројатно и тоа е најбитно за да се нацрта неговата зграда. Ревизија на тоа, што ќе правите вие со таа така наречена урбана мафија, нели, која не само општина Карпуш, туку буквално го смени изгледот на целиот град во последниве 15-20 години. Тука не го сметам јас Скопје 2014 и тие слични будалаштини, туку и ова што да кажеме се изградија, нели, она, ако имаш едно време компјутер за секој дете, сега буквално имаме зграда за секој дете. Ревизија и преработка во интерес на карпошани. Да се ревидираат овие дупови и да се почне со нели изградба на паркови, скверови и се што е во јавен интерес. А што некој ќе ги одзимате зградите? Да биде како? Ќе им ги велите ревизија, што ќе им ги одзимате зградите или ќе собиете некаква процедура тука да Па апсолутно. И од сега па натаму да се оди кон значи јавниот интерес пред се. И Карпош да биде
предводник во иницијативата до град Скопје да се изработи новиот ГУП кој што истече 22 година. А нема нов? Нема. Кој да го направи? Гледаш каква е ситуацијата, живееш во градов и гледаш каква е ситуацијата во градот. Во изминативе, ајде да не се 4, меѓутоа во изминативе 3 години, ние сме заложници и колатерална штета на она што се случува во Советот на град. Јас бев таму, нели? Во Советот на град и одговорно тврдам дека ние сме колатерална штета како граѓани. Сео што го гледаме е последица само на негласањето на советниците на ВМРО во Советот на град. А зашто не гласате? И целиот тој депо. Значи, ја би направил една мала аналогија. Значи, Даниела Арсовска беше нивни кандидат, подржан од нив. Добро, тоа се распадна многу брзо, не дека... И тие рекол после, бидејќи вие сте гласале за Даниела, а ние ви рековме да гласате за Даниела, сега ние ќе ве казниме зашто вие сте гласале за Даниела, а ние ви рековме да гласате. Мислам, ова го карикирам, но буквално такво нешто се случи во односот помеѓу ВМРО ДПМН и граѓаните на град Скопје и сега вие 3 години, толку траеше нели карањето меѓу нив, сега ќе немате автобуси, ќе немате Да. баш саглав град, ќе немате добар превоз, ќе немате баш грижа за хигиената на градот, ѓубреки имате по контейнери и така натака. И сега тоа е као некој вид на уцена нешто, сега мора да гласате баш за нас ако сакате да... Па тоа е еден вид на уцена и тоа е менталитет на некакви, нели, ситно политичко препукување за некакви ситно партиски поенчиња да се добијат како видете, она не прави ништо, но седниците се јавни. Во историјата е запишано кој не гласал и што се случувало на Совет. Можете да си ги вратите на Facebook страната на град Скопје и да ги изгледате тие седници, ќе се види. Кој не гласал за автобуси, кој не гласал за ова, кој не гласал за ова и ќе видите зошто ние сме во ваква состојба во град во кој што сме. Идејата беше да се покаже, видете, она не е успешна. Меѓутоа, сето тоа е на сметка на нас како граѓани. Јавни предпријатија нефункционални, затоа што не се нели во управните одбори и така натаму. Но пак е потенцирам дека Советот во оваа констелација Совет градоначалник има сериозна улога и може да го оценува преку вакво негласање. Не само за вакви сериозни работи како што е јавен превоз, хигиена, туку и за најбенигни работи не се гласало некакви извештаи кои што се протоколарни, планови за вработувања кои што се нужни во некои од институциите, посебно во културата. Уште на крај почнавме со култура, да завршиме со култура. Вие бевте директор на КИЦ, како е полниот назив на таа институција? Културно-информативен центар Скопје. Центар Скопје, да. Тука во центарот на Скопје. Колку сте задоволен вие лично од тоа што го сработивте? Лично, од мој аспект, да, меѓутоа генералната ситуација беше прилично очајна. Во која смисла? Во смисла да ова што го збориме. Во смисла на генералната слика за тоа што се случува во градот. Со многу малку може многу да се постигне. Јас тоа го согледав, го искусив и го применив. Успеав да ја покренам институцијата од комплетно мртвило и заспаност и заборавеност. Нови генерации го заборавиле дека постои. Тоа е еден сериозен културен центар кој што имал сериозно значење за културата. Пред неколку години правевме 55 години јубилеј. Ги извадивме плакатите што се штампале горе во графичкото студио. Во изминативе 55 години на сито печат, нели Динка ги штампал на сито печат, еден од основачите на графиката во Македонија. Тамо поминале сите што значеле во културниот живот во Македонија, поминале сите уметници од Васко Ташковски до Масин, не знам, концерти свиреле од Погорелич и Стефан Миленковиќ,
поминал и Ѓорѓи Колозов таму, значи сите што значиле нешто на културната сцена во Македонија. Тоа се културни центри кои што биле правени по стандарди. Има графичко студио, има прекрасна концертна камерна сала, имате прекрасни галерии, продолжен салон. Тука збориме за една градска установа за академска уметност. МКЦ е за млади, ДКЦ е за деца, значи се размислувало во некакви параметри кои што биле сериозни. И тоа било оставено така во лера. Јас видов дека тој има сериозен потенцијал, тој може да се искористи. Меѓутоа, овие услови околу, негласање, кратење на буџет, немање на вработени, се погоди таква некоја генерација вработена пред 44 години и за овие неколку години додека јас отида во пензија. Отида во пензија. И вие немате со кого да работите. Немате инкам, скратен ви е буџетот, не можете да ангажирате за договор за дело. Па и да сакате, деца веќе не се ни нафаќаат. Че тоа се сериозни проблеми кои што ја нагризуваат основата на културата, а културата ви е темелот на општеството, култура и образование. Зошто ние сме на ова дередже, збориме во самата суштина на проблемот. Затоа што генерације ви се необразовани, политичари ви се глупави. Најблагоречено. Затоа што се необразовани, без основа на култура, медиуми ја игнорираат културата. Како? Непросветлено. Непросветлени, да речеме. Медиумите ја игнорираат културата затоа што е некомерцијална и вие немате од самиот темел на општеството, вие не можете да градите една зграда ако темелот ви е во дупка. Од што ќе градите? Од економска наобразба, од политика, од што ќе градите? Од правосудство? Не може, морате да имате темел кој е образованието и културата. Слободен печат, морам да кажам гордо, да кажам дека сме веројатно единствениот кој има и културен прилог. Па еве нешто се обидуваат и телевизија, ама на крај ќе ти кажат, да, ама не е тоа комерцијално, не носи публика или ќе те викнат на утринска, како ме викале, на утрински програми и таа ќе пикнат у некој блок. За пополнување на простор, кој го гледа, кој не го гледа, во вести нема. Ја примерот го кажувам на РТС. Значи имате вести, каде што имате пола саат политика што се случува во државата и почнува културни дневник, уште 20 минути, пола саат што се случува во културниот живот. Тоа е сериозна работа, која што мора да се преслика. Да, се сложувам со тоа. Антонио Димитров, благодарам многу за ово гостување, се надевам дека... Ви благодарам на поканата и за демократскиот капацитет. Идеме. Па добро. Кој во овие услови на ваква медиумска блокада кон нас и на оваа цензура не каните, тоа сте вие ретки кои не канат. Дека нас не блокира некој, ќе ве каниме и вас и сите други. Немаме ние наши фаворити, немаме ние наши кандидати. Посакувам исто сега како што им посакувам и на сите други кандидати, односно, нели, демократијата нека победи на овие избори. А се надам дека по изборите ќе се видиме повторно во една друга емисија, во една друга сценографија, каде што ќе разговараме за културата и за некои работи кои што ја повеќе сакам да ги разговарам од оваа локална политика. Благодарам. Може, ви благодарам на вас. Почитувани гледачи, ви останете со тоа што ви го нуди Слободен печат.